Да, Никола, се наоѓаме пред клубот на пратениците, каде што синоќа премиерот ја даде онаа контраверзна изјава. Со мене тука е нашиот колега од Алфа телевизија Матеја Петровски. Матеја, ти вчера беше тамо, твојата реакција беше апсолутен хит на социјалните мрежи, беше вчуднедовен, збунет. Кажи ми како се почувствува во тој момент. Искрено да кажам, бев првично шокиран, што може се забележи од снимката која се појави на социјалните мрежи, која се стана хит случајно, но и бев изненадан негативно тоа што го слушам од устата на премиерот на Македонија. Едноставно, премиерот Зоран Заев се дозволи да навреди група луѓе поради нивната сексуална определба. Сметам дека мојата фацијална реакција беше одраз на реакцијата на сите граѓани на Република Македонија додека го слушаа премиерот Зоран Заев што говори. Но сепак, покрај оваа изјава, каде што навреди една група на луѓе, исто така голема загриженост треба да биде и тоа што премиерот Зоран Заев се дозволи да етикетира новинар како суетен, бидејќи тој објавува информации за работата на владата кои очигледно ним не им се допаѓаат. Така, какви беа реакциите на другите новинари? Нив не можевме да ги видиме, но сепак ти беше таму, па знаеш. Поради поставеноста на камерата беше фатена само мојата реакција. Меѓутоа другите новинари може да се забележи кај нив дека и тие се шокирани и негативно изненадени сигурно. Откако заврши изјавата, ние заедно седнавме, се разговаравме, кај сите се кажаа сами дека се изненадени, дека никој не очекувал такво нешто да каже премиер на држава. Овдека предлагам уште еднаш да ја видиме контроверзната изјава на премиерот Заев ако е подготвена. Да, Никола, ние за подоцна подготвуваме една анализа на самата изјава на премиерот, збор по збор, да дознаеме што точно значат зборовите криминалец, педер, суетен или идиоти. Исто така ќе пробаме да дознаеме што сакал премиерот да каже со својата изјава. Ги повикувам гледачите да останат со нас и во вестите во 17:30 часот.